Динамично живење, предизвици на работа со деца, финансиски проблеми, неостварени желби, предизвици на училиште, љубовни маки, притисок од средината. Модерниот начин на живење подразбира се повеќе стрес, и тоа во секојдневието. Со стрес се соочуваат сите возрастни групи и е буквално насекаде околу нас. Предизвик е да се соочиме и да се справиме со стресот. Затоа ние денес се консултиравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Како влијае стресот на нашето здравје? Слушаме во продолжение. До сега сме едуцирани и учени дека психоемоционалната состојба не е во никој случај поврзана со органската функција, нели? Тоа се разделува помеѓу психологија, психијатрија и помеѓу органски проблем, што апсолутно е неточно. Многу луѓе може сега тука да се најдат во недоумица како е тоа така поврзано. Значи директно се поврзани. Значи не може да има одредена психоемоционална состојба при тоа да нема рефлексија на функцијата на органите. Исто така и одредена механичка повреда, дисфункција на одреден орган кој ќе се случи, таа секогаш дава рефлексија на психоемоционалната состојба. Така да тоа би го кажал само како вовет во оваа тема или на ова прашање. Сега кога зборуваме за стрес, имаме различни типови на стрес. Може да сме изложени на некаков притисок секојдневно. Тоа може да бидат мали работи, стрес, причини што секојдневно имаме. Пресија, дали е од некого на работно место, дали е во приватен живот, може да бидат некои шокови состојби, непредвидени стресови. Акутни состојби. Еве како ова што се случи пред неколку недели, иако како што самите гледаме, цела една нација страда од веќе доживеан таков стрес. Тој стрес кај некои луѓе отпосле предизвикува депресија, кај некои предизвикува летаргија, меланхолија, кај некои панични напади, вознемиреност. Генерално тоа се проблеми што ќе се очекуваат во иднина да се случат од целиот овој акутен стрес, од цела оваа состојба, од целиот овој немил настан. Веќе постојат науки кои што го проучуваат влијанието на психолошката состојба и на стресот врз човечкото тело. Постои во Украина, каде што имаме дел од нашата едукација, им постои една катедра која што се занимава со психонеуроимунохемија. Тоа што значи? Психолошката состојба врз нервниот систем, врз имуниот систем, како влијае. Таа е поврзано што на почетокот сакав да ја кажам дека тоа е апсолутно рака под рака оди. Функција на орган заедно со психоемоционална состојба. Веќе има и студии каде што се докажува апсолутно дека еден стрес ја менува комплетно, го менува хемискиот состав на крвта. Значи, тоа е многу сериозно и тоа се случува во многу кратко време. Последните интересни што може да се издвојат истражувања се класично. Ние денеска се потиме секој ден во различна, во различно време. Некој се поти од топло, некој се поти од стрес. Самата анализа што се прави на потта денеска може да укаже на каков тип на стрес бил подлежен човекот во тој момент. Значи, на основа тоа све што се излачува од организмот во тој момент. Сега, како последица на одредени стресови? Многу луѓе веќе не спијат. Имаме проблем, имаме несоница. Самата несоница предизвикува физички премор и една година неспиење и неколку месеци неспиење веќе доведува до здравствени проблеми. Една година неспиење ќе доведе до сериозен пат на имунолошкиот систем. Самиот стрес делува имуносупресивно, значи го исклучува имунолошкиот систем. Сега замислете, ние живееме во свет во кој што постојано сме под стрес. Значи ние живееме со исклучен имун систем постојано. Така е, невозможно е да не се појават здравствени проблеми. Затоа на второ место или на трето место се кардиоваскуларните заболувања, односно смртноста од тој тип. Да, не е главно тоа, но е голем, предизвикуваш за таков вид на заболување. Сега ние за да го регулираме стресот кај било кој од нас, кај нас на диагностиката точно се гледа. Прво, дали има некој акутен стрес, дали е континуирано под благ стрес, дали има стравови, дали има панични напади, дали спие нормално, дали има преразмислување. И тоа преразмислување како симптом, како overthinking, исто така го истоштува нервниот систем.
Генерално, со детална анализа на сите стрес хормони, на нервниот систем, на начинот на размислување и начинот на живот на една индивидуа, гледаме која персонализирана терапија точно би одговарала и најмногу би одговарала за тој човек, за да може да си помогне самиот, поточно ние од надвор му помагаме на телото да го донесеме во нормална состојба. Кога телото ќе препознае веќе што е за него идеална состојба, природно му доаѓа да си ја задржи таа состојба. Ја би дополнил само терапијата која што се дава или што се креира овдека не делува само на функција на органите, него делува примарно, може да кажам дека делува на психоемоционалната состојба. И сега тоа може да биде друга тема како тоа делува, нели да го објасниме тој механизам, но да не ја нели отвараме таа тема, чисто само би го нафрлил еве како тема. Значи со носење на стрес хормоните во нормална функција, со регенерирање на нервниот систем, целиот ендокрин систем и во суштина ние на тој начин на телото му помагаме и на човекот да може да се врати во својата природна нормална состојба. Знаете, едноставно некогаш е доволно да му помогнете на човек да го смирите, да он веќе може самиот нели да го промени темпото и начинот на размислување, на функционирање. Во природата на човекот е да биде да го сака животот и да биде оптимистичен и да е полн со ентузијазам и да креира. Тоа е нашата природна состојба. Ние повремено од премор и од вакви некои супресии, нели, потпаѓаме со овој начин на живот и затоа и се губиме во сето тоа. Меѓутоа, со враќање на село во нормала, повторно треба да ни се врати волја, елан. Еве, например, ќе дојде некој пациент кој што има 60 години. Тој заборава дека можеби ќе живее уште 30 години. 30 години се многу. Значи, тој има уште 30 години да види уште многу од светот, да не го боли ништо, да може да шета, да е витален. Да, квалитетот на живот не е поврзан со да се радува, да се радува. Тоа така треба да се демистифицира. Така е. Значи, воедно и плацебо и ноцебо ефектот може сега на кратко само да се спомнат. Нели, плацебо е ефектот кога ние доаѓаме од болест во здравје, така условно да го дефинираме, и кога ноцебо, нели, ние од здравје одиме во болест. Тоа е исто така поврзано со нашата ментална и емоционална состојба. И проблем е што ние нашите деца не ги учиме од мала возраст дека они имаат апсолутна контрола на своето тело. Но тоа е нешто што ајде пак може да го ставиме за некоја друга тема, да го елаборираме или да го објасниме малце поопширно. Односно да им дадеме на гледачите, нели, на луѓето една техника или една можност, нели, да они разберат дека апсолутно и како имаат контрола врз своето здравје.